или муъмин, треба да докажеш. Да докажеш дека си ти муъмин. А како ќе докажеш? Еве жив пример. Една муслиманка отиде во посета на христијанка. Оваа христијанка беше болна на постела, на кревет. Како си болна? Вика, ние муслиманите, покрај што се лекуваме со доктор, учиме и Куран за излекување. Пошто Аллах во Куран вели: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. И ние во Куран спуштаме лек. Каков лек? Тоа е друга тема. Вика, дали би ми си дозволила да ти изучам мало Куран, да ти се смири душа? Рече, нема проблем, изучи ми, ама имам прво некои потреби. Кој вели вака? Христијанката. Вели, ако сакаш да ми даш една чаша вода, многу сум жедна. Станува и дава чаша вода. Че сакаш ли малку да ме поместиш, бидејќи сум се здрвила цело време на кревет, малку да постанам, да ми ја поднаместиш перницата? И ја наместува перницата. Дали би си сакала, не сум јадена 2-3 дена, да ми направиш храна, јадење? Станува муслиманката и прави храна и ја рани. Откако ги направи сите овие работи и вели, сега, дали си спремна да ти читам Куран? Рече, لَقَدْ رَأَيْتُ فِيكِ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تَقْرَئِيهِ. Рече, јас го видов жив Куран во тебе, пред да ми го изучиш Куранот. Јас го видов жив Куран во тебе, пред да ми го читаш Куранот. Зошто? Бидејќи Куранот не е само да се чита. Жив Куран, што вели Аиша, жена на пегамберот селем, Расулуллах селем беше жив Куран, кој одеше по земја. Никој пат не е виден да кренува глас. Никој пат не е виден да изговара погрдни зборови. Никој пат не е виден, а да не е насмевна во лице.